Деца, семејство, домаќинка, чистење, перење, готвење и одење на нива. Ова се првите стереотипни синоними кои што асоцираат на тоа кога ќе се спомене терминот рурална жена или жена која што живее на село. Образование, лично надоградување и следење на своите соништа како да не треба да постојат за овие жени. Но за среќа, овој менталитет кај нас започнува да се менува. Жените од руралните средини се повеќе докажуваат дека во исто време може да се носат рамо до рамо со урбаните жени, но исто така и со мажите. Од една страна успешно да работат земјоделски работи, да се грижат за своите семејства, но во исто време исто така да го следат и својот сон. Гордана Цветановска е еден успешен пример за тоа. Живее на село, работи земјоделие, има собствен бренд на земјоделски производи, но од друга страна е и новинар кој што со својата работа влијае врз развојот на локалната заедница во градот. Вистински пример за една локална хероина и лидерка. Јас тука учев во основното училиште Страшо Пинџур, потоа гимназија и практично поголемиот дел од животот сум тука во Мало Коњари и никогаш сум немала желба да живеам во град. Може би е тоа како една врска нераскинлива со природата, може би е и до воспитувањето, затоа што сепак ќе кажам дека зависи од домашното воспитување, да си го сакаш родното место, да си го сакаш местото каде што си израснал и да си ја сакаш природата, бидејќи таа е клучот на животот. Животот в село е по-суров, но ако некој има амбиција, ако има некаква цел, може да оствари. Апсолутно не станува збор дека ќе има повеќе пречки отколку останатите, се зависи од амбициите кои што човек ги има. Цветановска вели дека се уште постојат поделби на машко-женски работи, но во селото тоа било повеќе надминато за разлика од градот, затоа што на село секој треба да работи за да опстои семејството. Искрено да ви кажам, мислам дека по селата нема толку стереотипи како што има во градот, бидејќи во селото ако сакаш да опстанеш, мораш да си ги поделиш врските и жената да биде понекогаш вклучена во машките работи, точно, кога станува збор за работа во поле, на нива и обратно, мажот треба да ја помогне на жената кога станува збор за тие домашните работи и тоа верувам дека апсолутно тука никогаш не станува збор дека мора да бидат така поделени и ти маж не помагаш или помагаш на жената. Бавчика е името на нејзиниот земјоделски бренд, кој што таа го пласира низ цела Македонија. Ајвари, пинџури, доматен сос, разни сладка. Ова се дел од производите на Бавчика, дел од асортиманот. Оваа година како продолжувате? Планирате да се проширувате, планирате нови производи? Најверојатно ќе има пак некои нови производи, нема да биде поголема површина земјоделска опфатена, заради тоа што сметаме дека е многу поважно да се заштити пред се од сончевото зрачење и од можни појави на град. Па планираме тоа да бидат 3 оранжерии кои што ќе бидат заштитени со зелена мрежа, која што нема да прави, ќе го заштити производството. Почитувани, добар ден, 10 часот и 48 минути, вие сте на брановите на Радио Пела. За кратко почнуваме со програмата Радио што се гледа, но пред да започнеме со разговорите кои што ни се планирани за овој зимски ден, јас само ќе ве потсетам дека денеска се очекува да заврне снег. Новинарството е моќна професија која што го представува гласот на народот, но исто така и се влијае врз општествените текови за создавање на подобро општество за сите нас. Најчесто тука се наоѓаат гостите кои што ти ги прашуваш, а сега можеби јас во твоето радио ќе бидам како водител и ќе те прашувам тебе. Од нивата стигнаме на второто работно место, а тоа е Радио Пела, каде што ти го оствари својот втор сон, да кажеме. Како е да се биде сега, да имаш моќта практично да го пренесуваш гласот на народот? Сон на секој новинар е да има свој медиум, заради тоа што на таков начин ќе дојде до израз таа слобода на изразување која што во основа ние новинарите ја имаме во себе и на таков начин немате надредени кои што ќе ви кажат ова може да оди во етер, ова не може да оди во етер и практично сте слободни како птици.
Тоа беше и сонот за отворањето на ова радио, на овој медиум. Сонот е нешто кое што секој човек го има. Битно е да се има храброст, да се има доверба во себе и цврсто да се чекори по патот кој што сте го зацртале, можеби како мало дете, како мало девојче, но никогаш да не се напушта, дури ни во услови кога имате милион пречки околу вас. И Магдалена Трајковска се уште живее на село, но го остварува секој дел од незиниот сон. Работи напорно земјоделие, но од друга страна е и наставничка по информатика и во рурална средина, а исто така предава и во урбана средина. Завршила факултет за информатички и комуникацијски студии во Битола, а во моментов го подготвува својот магистерски труд на истиот факултет, а после тоа има желба и да докторира. Не треба да се дели ни машката ни женската работа, не треба да постои стереотипот дека мажот не сме дома ништо да фати од домашните обврски на жената. И обратно, жената не сме да фати машки обврски. Стереотипот дека жената треба да седи дома да ги чува децата, дека не треба да ги извршува своите работни обврски, дека не треба да оди на работа, дека таа треба да биде само домајќинка. Мислам дека во ова модерно време на живење сега дека се откоренува малце. Значи, оти тоа е, ќе речам, старомодно, каде што постарите, каде ќе спомнам и мојата баба ќе речеше ти не треба да работиш, вас сопругот треба да те, значи треба да ве гледа. Па зошто сум се образувала, зошто сум вложувала труд во самата себе. Значи сакам да постигнам некоја цел и имам зацртано дека треба да постигнам цел. Јас мислам дека во ова модерно време значи се искоренува тој стереотип. Сепак признава дека и општеството треба да работи повеќе на создавање на подобри услови за развој и на доградување на руралната жена во средината каде што живее. Затоа што за жал, кај нас има огромни разлики во квалитетот на живот на село и во градот и можностите кои што ги има. Жените кои што живеат во рурална средина имаат ограничен пристап на некои задоволства што можат да се ги пружат, доколку жената например имаат негативности како од социјален, како од културен аспект, така и од други аспекти, која станува збор за жена која што живее во рурална средина, додека во урбана средина се ти е достапно, се ти е блиско. Додека, например, да живееш во рурална средина, ако не возиш, мора да имаш превоз, значи да чекаш автобус. Други средини кои што се подалеку рурални средини, значи ги немаат тие услови. Немаат значи мрежа, немаат интернет, немаат достапност до образовни институции. Да имаат потреба за било каква помош, не може да стигнат да се остварат целта таа што сакат да извршат работата. И таа, како и Цветановска, со силна порака до руралните жени. Кога се сака, се може и порака до сите жени кои што живеат во рурална средина, главата горе, само храбра, јака самодоверба во самите себе, поставена цел, Божија помош и се постигнува. Кога се сака, се може. Катерина Арсова пак потекнува од рурална средина, но долго време не живее таму. Моментално работи како медицинска сестра во специјалистичка ординација по ортодонција, а од пред 5 години е и директор во руската компанија Тианде. Таа смета дека стереотипите веќе се надминати и дека сега сите имаат еднакви шанси за образование и напредок, доколку го сакаат тоа и имаат поддршка од семејството. Додека јас растев во моето село, навистина не беше нити времето, нити можностите како денес. Меѓутоа, јас потекнувам од една фамилија каде и моите баба и дедо своите деца ги образувале, едно дете во Битола, 2 деца во Прилеп и едно дете во Велес. Така да јас воопшто немав проблем нити во сваќањата во моето семејство дека треба да се образувам и треба да ги ширам хоризонтите. И мислам дека не е пречка од каде си, туку што сакаш да бидеш. Секако со поддршка на фамилијата, мислам дека денес сите родители ги поддржуваат своите деца да се образуваат, дека така ги воспитуваат и навистина не е проблем никаков денес да се образуваш и да стекнеш образование тако како што посакуваш. И таа со порака, руралната жена да не се откажува никогаш и за ништо и секогаш да ги следи своите соништа.
Па мислам дека жените во руралните средини воопшто не се чекор назад спрема другите градски средини, туку се чекор напред. Зашто во руралната средина, кога си дете, се учиш на дисциплина и на работа, и тоа многу помага понатаму во животот. Значи, децата кои што растат во рурални средини се дисциплинирани, континуирани, знаат како секој ден треба да работиш, од многу мали нозе тоа го учат и мислам дека се чекор напред, заради тоа што потоа секоја работа ја работат навистина добро и треба да се образуваат, тоа е многу битно, значи да стекнат образование кое што го сакаат и секако да си ја бараат шансата во светот. Овие три локални хероини, лично со својот избор на образование, работа и начин на живот, сведочат дека не е важно од каде потекнуваш, туку колку сакаш да успееш. Пречки има во секоја средина, но секогаш тие се надминуваат со упорност, голема желба за успех и поддршка од најблиската околина.